Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Со денешната пресконференција на Лидија Димова, единствено позбунет од јавноста, која што ја слушаше, е самата Лидија Димова. Изгледаше збунето како да крие нешто. Наместо објаснување одговори, Лидија Димова искористи пресконференцијата за да напаѓа адвокати, новинари и политички неистомисленици. Нормално, кога не сака вината да ја види во себе и во своето работење, ги напаѓа сите други. Ја уверувам Лидија Димова дека воопшто не сме разочарани што нема да даде оставка, што и очекувано за нас како политичка партија. Нормално е за толкави огромни сомнежи за проневера на пари да знаел и самиот Зоран Заев, кој патем ја штити Лидија Димова и го штити незиното директорско место. Во врска со грантовите на Вестрейт, правен субјект кој се води како фризерница, Лидија Димова должи објаснување кои биле квалификациите на правниот субјект Вестрейт, патем фризерница е правниот субјект, во 2018 за таа да добие грант во две комплетно различни области. Преку фризерница да се обучуваат луѓе за медиумска писменост е неверојатно. Во апликацијата клучно прашање е прашањето за професионална биографија на фирмата за кое што нема одговор. Каква врска има фризерница со младинска работа и медиумска писменост? Впрочем, во тој случај, ако и ова е можно, фризерница да добива грантови за медиумска писменост, зошто, например, постои Националната агенција како институција за да ги доделува грантовите, зошто, например, истите грантови не ги доделува некој правен субјект кој што не е за таа намена, туку е ресторан? Дали квалификација за добивање на грантот се можеби кафанските седенки на Димова со собственикот на Вестрейт? Димова не одговори ни дали во исто време собственикот на фризерницата Вестрейт е истручен соработник за хонорар и грантист на Националната агенција. Например, која е дефиницијата според Лидија Димова за надворешен соработник? Не слушнавме ни одговор за документите и дописите на соработници на проекти дека активностите се сомнителни и има наводи за криминал. Практично, во самиот момент кога имало такви дописи, кога имало такви наводи, требало веднаш да биде известено јавното обвинителство. Во спротивно, Лидија Димова, доколку не го известила, самата таа е соучесник и прикривала било какво сторено кривично или било какво дело, кое што е противзаконско. Димова не одговори ни на нашите наводи од пред неколку месеци за возилата набавени во износ од 100.000 евра, кои не се употребуваат за потребите на агенцијата, туку се употребуваат за лични потреби. Вработени во Националната агенција известуваа дека дел од овие возила се сериозно оштетени затоа што се несоодветно користени во ноќните часови. На денешната пресконференција немаше ниту одговори за кеш пари во износ од над 20.000 евра кои недостасуваат во благајната на Националната агенција. Постои изјава дека парите биле користени со знаење на Лидија Димова, а за нивно подигање бил користен незиниот факсимил. Она што застрашува е молкот на најважните државни институции кои што треба веќе практично да работат на случајот, тоа се Министерството за образование и наука, Финансиската полиција, МВР и јавното обвинителство, кое што по обичај спие и не ги истражува сите сомнителни случаеви каде што Зоран Заев ги штити инволвираните. Исто така, на делување ги повикуваме уште веднаш, бидејќи обврска мисијата на Европската унија во Скопје и останатите амбасади на европските држави сериозно да се заинтересираат за, се извинувам што однапред ќе кажам овој жаргонски збор, но магарешкото работење на политичари од страна на СДСМ и власта кои трошат европски пари. А Лидија Димова, дали ќе си даде оставка или не, тоа не е прашање кое што треба биде поставено како дилема, како што таа се обидува да го наметне во јавноста. Туку треба уште веднаш да си оди и веднаш да си даде оставка. Не сме ниту една минута повеќе биде директор на таа позиција, а за тоа директно одговорен и Зоран Заев кој што треба да ја разреши. Затоа што таа институција
не е оставена на Лидија Димова во наследство од мајка и татко, туку институција создадена и изградена од парите на граѓаните и од даночните обврзници на Република Македонија. Затоа, оставка треба да си даде веднаш, а не да отвара дилеми дали ќе си даде или нема да си даде оставка. Бидејќи секој еден ден поминат во таа институција е простор да прикрива документи и да крие докази кои што може да бидат неопходни понатака во било каква постапка која што ќе биде отворена. Благодарам.